Добро вечер. Ова е новото издание на емисијата за македонските работи. Ова вечер имам пријател, соработник, долгогодишен познаник, магистер Ивона Опечевска-Татарчевска. Ивона, добро вечер најпрви, а потоа ќе кажеме што ни е целта да разговараме. Ви благодарам за поканата, навистина сум почестена што сум ваш гостин. Намерно го дадов во овој, бидејќи претпоставам дека века камерата ја има во својот објектив оваа маса, каде што имаме една огромна печатена продукција и ние ќе ја представиме. Меѓутоа, сега прво да те представам тебе. Ти си морам да прочитам, бидејќи имаше многу податоци и јас сакам сите податоци да ги прочитам. Значи, ти си виш соработник за заштита на фолклорни добра во Оделението за нематеријално културно наследство во Управата за заштита на културното наследство при Министерството за култура во Република Македонија. Токму така, управата е орган во состав на Министерството за култура. Навистина е долга оваа цела насловна содржина, меѓутоа можеби и со причина, не секако. Меѓутоа сакам да те представам, ти си етномузиколог и етнокореолог, така? Тоа е моето базично образование. Да. Магистерските студии се на факултетот за етнологија и антропологија, докторските ги работам на Филозофскиот факултет во Загреб, исто така на катедрата за етнологија и културна антропологија на Југоисточна Европа, така да еден малку поинтердисциплинарен образовен профил поседувам. Да, се определивме дека основната тема ни е на некој начин заштитата на нематеријалното културно наследство, но она специфичното културно наследство во доменот на музиката и се што представува и е блиско со музиката, дали е традиционално или пак е од некоја минато време, од некоја архивско наследство, но тоа ќе го разговараме. Бидејќи спомнавме, ти си човек кој што од научната сфера отиде во практичната сфера и бидејќи си во Управата за заштита на културното наследство, ајде од овде да почнеме. Што е актуелно, што е позначајното што треба да се работи во текот на оваа година, па и во перспектива, бидејќи знам дека кога се подготвувавме, ти ми спомна јубилеи, значајни настани и така натаму. Секако годинава управата го слави својот 20 годишен јубилеј. Именно 2004 година е формирана со указ на владата на Република Македонија да се грижи за сите видови културно наследство и како еден сложен систем на заштита си функционира со своите три оделенија: за недвижно наследство, за движно, за нематеријално, инспекцијски надзор врз заштитата, Центар за дигитализација кој го формираше УНЕСКО како центар од втора категорија признаен, при што Коичиро Мацура го отвараше во Македонија, ако се сеќавате. Така да тој сложен систем на заштита на културното наследство во таа 2004 година и официјално во законот го препозна и нематеријалното културно наследство како дел од овој цел холистички систем на културно наследство кое го пренесуваме секогаш на идните генерации, доколку го сочуваме, се разбира. Се разбира. Морам да ви кажам дека нематеријалното наследство подразбира еден широк спектар на духовна култура, на нематеријална култура која ја негува еден народ, една заедница, па и цела нација. И во таа смисла во Оделението ги третираме на културното наследство не само на македонскиот народ, туку и на малцинствата кои живеат на нашата територија. Се третира јазикот, не само стандардниот македонски јазик, туку и дијалектите кои ги зборуваат македонците во околината, во соседните држави, дијалектите кои се зборуваат на територијата на Република Македонија и дијалектите на малцинските заедници во рамки на нашата, да речеме, државни граници. Тоа се ингеренциите кои според закон ги има Оделението за нематеријално културно наследство со една посебна специфика дека во нашиот систем е предвидено како посебен вид културно наследство и топонимискиот систем на Македонија, што пред 20 години беше навистина реткост во Европа
и бевме една од првите држави која работеше на ономастичкото наследство. Сега се сетив, ние кога се подготвувавме, ми спомна ти дека имаме видео. Секако, да. Може сега да го пуштиме на самиот почеток, да, првото видео, може? Може, да. Тогаш ќе ги замолиме колегите, еве. Веќе оди видеото. Зашто се работи овде? Беше мощно значено кога пред 20 на години се востанови заштитата на нематеријалното културно наследство на законска основа секако, да се воспостави системот. Како ќе изгледа тој систем, каква структура ќе има, кој се ќе биде овластен субјект од научните институти за да може да го заштитува. Бидејќи сепак научната основа на оваа програма за заштита доминира. Ова е УНЕСКОво видео, кое го одбележа постоењето на конвенцијата, која заврши минатата година. 2023 година беше исто така една многу важна година за нематеријалното културно наследство. Светот воопшто се крена да прослави што све значи духовна култура на еден народ, и оваа платформа која ја воспостави УНЕСКО пред 20 на години стана скоро рамно популарна со она големата конвенција на УНЕСКО за светско наследство, така што околу 190 на држави, 183 ми се чини држави беше последната бројка на суверени самостојни држави кои ја признаваат. И са во тој целиот циклус и процес и да речам семејство големо на УНЕСКО за нематеријално културно наследство, оние државите кои негуваат melting pot национални интереси, како Америка, Канада, па делумно и Русија, на некој начин не се дел од оваа. Главно малите, условно речено малите држави, малите народи, ја гледаат својата шанса во оваа конвенција, ја гледаат како платформа во која можат на една, како да кажеме, на рамна нога да се представат пред светот со своето културно наследство. Македонија за само 3 години. Дека се работи за некоја декада имаме и година во областа на културата од настаните. Јас нема да ги спомнам, ти ќе ми ги кажеш. Тој систем се развиваше многу бавно. Морам да кажам дека од 89-та година светот разговара за правата на домородните, условно речено, како ги викаме староседелечки народи, автохтоните народи, понекогаш се користи како термин. И таа идеја многу тешко заживеа. Просто таа конвенција, иако слави 50 години за правата на домородното население во светот, при тоа доминантно беа јужноамериканските народи кои се сериозно загрозени, односно да речеме на австралискиот континент, исто така домородните народи. Треба цели 50 години за таа конвенција да заживе и да се вклопи во синергија со оваа конвенција за нематеријално културно наследство. Нивната заедничка соработка како конвенции, тоа се цели системи на администрација, на научни работници, на носители на културните наследства, значи по цели 30 години просто заедничко коегзистирање на овие конвенции стигнавме до моментот на така наречена декада на домородните јазици и народи, која УНЕСКО во 2022 година ја прогласи. Значи, таа, да речеме, програма ќе функционира до 2032 година и Македонија секако тука може да го најде своето место под сонцето, доколку секако се има разбирање и од оние кои ги креираат културните политики во државата. А особено важно е дека од целата таа соработка, дискусија, од не секогаш нели во позитивна насока, понекогаш тие работи се движат и во спротивставени насоки, но произлезе целиот процес на деколонизација. Условно кажано, денес се зборуваме и за деколонизација во сите сфери на нашите, да речем, општествени хуманистички науки, така да заштитата на културното наследство е исто еден мал сегмент кој кон големите миграцијски, деколонизаторски процеси исто така фаќа свој тек. Така е. Ти, како што кажав на почетокот, фактички од дејноста наука се префрли во заштитата.
но ти имаш свој работен стаж и во Институтот за фолклор, нели? Секако, да. И тоа искуство е доста значајно, но и ти знам дека го надградуваш и јас сакам да те прашам за она што представува твоја докторска тема, твојата насока во таа научно-образовна дејност, за да знам дека со тек на време тоа ќе биде дел и од практичната дејност. Па морам да ви кажам дека премногу ја идеализирав јас науката, бев дел 6 години од Институтот за фолклор Марко Цепенко во Скопје. Заврши на некој чуден начин таа приказна со мојата научна работа таму, но пасијата остана за век. Значи, таа потреба да се истражува, таа потреба да се дојде до некои одговори вистински во архивите, да се доистражат фото, фоно, течните архиви. Старата периодика и до ден денес е моја пасија. Така да може би малку и како хоби ми стана науката, бидејќи работата е интензивна во Министерството за култура и навистина го бара целото битие на човек да работи, но малку по малку, еве, ќе кажам дека од година во година, преку мојата активност во различни светски организации, се надградувам и како научник се уште, различни обуки сум посетувала и меѓу другото во 2015 и 16 година одлучив дека можеби сакам да направам еден интересен докторат на тема за нематеријалното наследство, но една проблемска тема која за жал никој не ја третира во светот, бидејќи е малку деликатна. Станува збор за оспорено наследство. Тоа оспорено наследство делумно беше предмет на светската сцена во моментите кога државите спореа чие наследство е ова што се заштитува во УНЕСКО, кој го поседува, кој ги има, да речем, авторските права. И оттаму произлегува и таа идеја да поработа малку и на оспореното наследство на македонците и Македонија, а фала Богу имавме можност да видиме дека имаме соседи кои и тоа како го држат како актуелна тема и на светската сцена нашето културно наследство. Мојот сегмент ќе бидат, значи, топонимијата, делумно инструментот гајда, кој е на некој начин внатрешно оспорен, родовата оспореност на копачката помеѓу машката и женската варијанта, значи има различни видови оспореност на едно наследство и се надевам дека за брзо ќе биде тоа готово, па да оставиме за некоја друга прилика да проговориме за докторатот. Да. Во секој случај работам со ментори кои се на светската листа на УНЕСКО како експерти веќе потврдени. И сега, јас овде се запишав, меѓутоа и пред да ја почнеме емисијата, да поразговараме за колекцијата Куперс Зоненберг, твоето вклучување во сета таа работа. Тоа ви се виде најпровокативно, можеби? Ми се виде и доволно податливо да ја запознаеме публиката со она се што го носи оваа тема. Вие ми спомнавте за господинот како бил во Македонија, по кој повод бил во Македонија. Тоа е да контраверзна личност, мора да кажеме. Ќе кажеме дека е контраверзна. Знаете, често пати се случува во науката да има такви контраверзни личности, меѓутоа од контраверзни работи пак ете имаме ние и некоја придобивка. Секако како и македонски на крај да народ. кажеме дека од целата работа вие имате и една награда, но ќе ја спомниме малку подоцна. Еве ова беше, нели? Целата таа работа со берлинскиот... Тоа е завршницата на дигитализацијата на сите восочни цилиндри кои ги поседува Берлинскиот фонограм архив. Така. Една со друга е поврзана темата. Да. Всушност тоа представува и една заедничка колекција. Како Македонија имавме среќа во тој период на доцните 90-ти години директор да биде Сузане Циглер, еден од големите почитувачи и истражувачи на македонскиот музички фолклор, која побера екипа интердисциплинарен тим на истражувачи кои ќе направат идентификација на веќе дигитализираните восочни цилиндри. Да. Восочните цилиндри сами по себе представуваат материјал кој е лесно расиплив. И во архивска смисла,
Берлинскиот фонограм архив беше подготвен да ангажира луѓе кои 20-30 луѓе, колку ќе биде потребно за во еден краток временски период да биде таа колекција истражена, идентификувана, да биде обработена, научно протолкувана, така што навистина ми беше посебна чест да учествувам во овој повеќегодишен проект заедно со нашиот раководител доктор Сузане Циглер. И од неј се произлезе ова CD-ROM, во кој има снимки од Македонија, оние што останале во Берлин. Треба да кажем еден мал куриозитет, дека со влегувањето на руската војска во Берлин, половина од колекцијата се смета дека е однесена во Санкт Петерсбург, така што од она што беше достапно за истражување, ја направивме една балканска екипа, тоа беше југоисточно европски научници од сите институти на поранешна Југославија, делумно и Унгарија, Романија, значи една во поширока смисла сватена југоисточна Европа, која резултираше со една напорна работа, исклучително возбудлива. Имавме прилика да допреме што значи восочен цилиндер, да видиме што значи тродимензионално дигитализирање, да погледнеме какви се стандардите, да научиме кои се стандардите за аудио архивирањето на фонограмските носачи, бидејќи фонограмските носачи се всушност материјалните носачи на нашата нематеријална култура. И за нас е од исклучително значење. Иначе не би постоело воопшто сознанието за видот каква култура сме поседувале. Интересно е дека во тие материјали доминантно се снимките од Охрид, од Скопска Црна Гора, од Бојмија Миравци, Секирник Петрово од југот на Македонија, дебарски и албански песни. И морам да кажам дека тие не се од комерцијална природа. Во научничката возбуда знае што значи архивска снимка, да слушнете изведба во живо. Колекцијата која имавме можност да ја видиме, да ја работиме, ја собрал Густав Куперс Зоненберг, една контраверзна личност, дел од пропагандната машинерија на Национал-социјалистичката партија на Германија во 30-тите години, кој добил задача да го помине Балканот и да пронајде дали постојат траги од некаква германска култура. Со самото негово патување, значи добил ексклузивна можност да вози Форд за тоа време. Со своето 7-члено семејство, така Тивко во 4 до 5 наврати, 5 години, од 35-та до 39-та година, ги пропатувал сите овие земји по Балканот, тогашно кралство Југославија, нели? Да. И меѓу другото, кога нема да можел да пронајде тоа што му било како политичка наредба, да речам, дадена задача, доаѓал на различни, да кажеме, настани, прослави, галичката свадба ја проследил. Ете, сосем случајно мислел дека доаѓа во село каде што има гали, односно дека има германи, некакви остатоци, па во Галичник ја снимил галичката свадба и на тоа негово пропатување оставил сериозно богата колекција, без оглед на неговата идеологија, како да ја именуваме, можеби фашистичка во иднина, без оглед на фотографиите кои се пронајдени во неговата колекција, дека со инвазијата на Германија кон Балканот треба да прочистуваат некакви народи, некои од народите. За Македонија ова колекција е од посебно значење во друга смисла. Така, добро што останала. Нели, звучни снимки од дијалекти, говори. Фотографската колекција ни беше овозможено да ја гледаме онака, не се уште не идентификувана во етнографскиот музеј во Берлин, но имавме можност барем да ја видиме, има пештанки, жени во носи, како што белат платно во традиционална смисла. Постојат русалиски фотографии на русали, скопско-црногорските разиграни собори. Така да една мощна, атрактивна, богата колекција која за жал е само еден мал сегмент е успеано сега за сега да види бел ден. Интересна е темата, иако и самата спомна дека се работи за еден контраверзен можеби повод. Меѓутоа, што беше и причината или поводот да се добие и наградата Бруно Нетел
Дали за ревизионизмот станува збор, како вие одговарате како научници, како практични луѓе? Па крајот на 20-тиот век мора да кажеме дека го донесе тој процес или баробит на европско тло сериозно институтите ги зафати, барем оние за Југоисточна Европа со кои јас имав можност да контактирам во тоа време, бидејќи бев дел и од уште еден проект на Фрај универзитетот од Берлин како помлад истражувач асистент, во кој разговаравме за амбивалентните процеси на создавање на нации. Мојата тема таму беше институционализацијата на фолклорната култура како дел од процесите на создавање на една нација. И имав можност во тој 3-годишен проект да исчитам литература по однос на градењето на идентитетите и како Европа во тој период, во потрагата по некаков заеднички свој европски идентитет на тогаш 24, ми се чини беа држави членки на Европската Унија, како пронаоѓа заеднички именител, заеднички содржател по однос на идентитетот. Во рамките на тие ревизии на европските политики идентитети, беше овој проект, навистина беше дел од тој историски ревизионизам како процес. И Берлинскиот фонограм архив не номинираше како тим од Балканот во Американската асоциација на етномузиколози. Таа година, заради огромната работа која беше посветена, бидејќи за 18 на месеци заврши целиот процес, добивме награда Бруно Нетел за етички пристап во научната работа. Што е многу значајно. Па да, просто науката, базичната наука кој застрани во таа смисла што е тогаш наука, се поставува прашањето. Имено во тој период, во таа ревизија на научните достигнувања, европската етнологија имаше многу негативно искуство по однос на Сребреница. Еден етнолог кој направил етнографија на масакрот во Сребреница се докажа дека се лажни изјавите и дека создал книга која, значи Барт беше избришан од сите датабази на научници, етнолози, холандски истражувач, токму заради неетичкиот пристап кон изворите, кон материјалот и кон научното толкување пред се. Бидејќи конечно и политиките кога се креират и во културата, и во образованието, и во науката, треба да подлежат на некаква основа научна. Научна и секако морална, она што го спомнуваш. Но кога се подготвувавме и кога разговаравме на овие теми, ти ми спомна неколку работи. Прво да ги спомнеме овие колекции. Како се дојде до овие колекции? Представувајќи го овој завршен проект на неколку, па не беа неколку, на повеќе научни конференции низ светот, сами пристапуваат научници кои во 70-тите години биле дел од истражувачките мисии кон Балканот. Значи едно светско откровение беше коломанијата, се нарекува на американско тло, или истражувањето на танците и музиката на Балканот. Секако Македонија тука доминантно место има, можеби и заради несиметричните ритмови, заради специфичната меланхолија која ја поседува македонската музика, но сами се пријавуваа научници кои поседуваат сериозно добри колекции. Асистентите на Бирте Треруп, Сузана Циглер, Елзи Иванчич Данин остави прва видео колекција на Аризона Стейт Юниверзити со видеоматеријали од безмалку целиот танцов репертоар на 80-тите години. Посетувајќи ги сите фолклорни групи кои постоеле во тоа време, 113. Оттаму произлегуваат и многу книги, произлегуваат видеа, произлегува половина век на истражување на ромскиот ерделези или Ѓурѓовден кај ромите во Македонија. Така што тие значајни датабази кои ги поседуваат луѓето во нивните приватни колекции денес како да немаат свое постојано живеалиште, немаат свој постојан дом. Овде имаме колекцијата на чалгиска музика на Сузана Симан, на Сонја Симан, пардон.
кларинетистка, која ја издаде многу со помош на Обединетата македонска дијаспора издаде нови проект. Овде работевме на словенечки, во архивот на САЗУ, на Словенечката академија, да, со колегите. Работевме на исто така материјали како да кажем, собрани на територијата на поранешна Југославија. Сето тоа е едно, да речам, богатство кое малку ни е подзаборавено во смисла на институциите, се уште не го зеле во предвид и тие приватни архиви некогаш треба да си го најдат своето место. Но за жал немаме. Знам дека те прашав околу тие приватни архиви и се наметнува прашањето дали имаме ние архив соодветен во нашата држава, дали постоеше или пак идеја за еден фоноархив? Како институција на хартија немаме многу работи и основано и да речам со добра идеја и мисла започнато да делуваат. За жал голем дел од нив не се во функција. Ете лабораториите во Хавзипашините конаци кои требаше да профункционираат токму за дигитализација и работа лабораториска работа на аудиовизуелното наследство, меѓу нив и на фонограмските носачи, не профункционира. Овластен субјект за тој вид наследство во моментов на хартија ни е Универзитетската библиотека. И музичката збирка. Да. Државниот архив е исто така една прекрасна институција. Сум работела во истражувачка смисла на легатот на Мане Чучков, на легатот на Танец, но на што е документација таму, нема свој оддел, сектор или како ќе го именуваме, кој ќе работи на овој вид на носачи. Значи, може би само документите се земаат, хартиениот носач се зема во предвид. Аудиото, например, или другото? Имаше иницијативи, се формираше институт за архивирање на музика во рамки на Факултетот за музичка уметност, но се кај нас останува на иницијатива. Бидејќи ова е огромно богатство. Секако и дека сам човек тоа не може да го направи. А се доведовме едно време во ситуација да имаме поорганизирани архиви за истражување на сопствената култура надвор, отколку што се дома. Знам дека ми спомна за Берлинскиот архив, во Хрватска соработката Смитсонијан. Исто така има сериозно богата архива. Сите они што се надвор со нешто морално и културно се занимаваат, но ние немаме еден соодветен однос за заштита или забораваме што е тоа континуитет во работата научна. Значи, тоа е исто така еден проблем. Инстант резултати во науката нема. Да. Во континуитет треба да се вложува, континуирано да се негуваат кадри. Во иста ситуација се и во заштитата кај недвижното наследство и кај движното. Во иста ситуација сме со недостаток на кадри и кај заштитата на нематеријалното културно наследство. Она што може човек сам на една волонтерска основа или како дел од неговата работа да го направи, како апликативна наука, се обидуваме да го направиме, поддржувајќи ги сите овие проекти кои имаме можност да ги видиме. Не случајно ги ставивме овде да бидат на увид. Знам дека во врска со... Јас ке станам. Во врска со овој настав, ти ми кажи една интересна, приказна за некои постари, автентични наоди во Универзитетската библиотека. Јас се воодушевувам, значи, од архивската работа, јас навистина со една научничка возбуденост пристапувам и доста често бев гостин на збирката за ретка и стара периодика. Тоа беше еден многу интересен проект по повод прославата 70 години на Меѓународниот совет за традиционална музика и танц. Формиран 1947 година, меѓу другото, едена од основачките е и Мод Карпелес, британска, да речеме, од племството, членка на таа лоза, која пројавила интерес да ги истражи танците со мачеви на Балканот. Во кралството СХС ја пречекува секако на највисоко ниво и подготвуваат цела прошетка низ тогашното СХС и во нејзините трудови останати се само 3 точки кои останале во нејзиното сеќавање.
Тоа се игрите со мачеви кај нас, нашите русали кои ги сретнала, компанијата на островот Корчула, во неколку села, и морешката како дел од Морис танцот европски, кој во 17 век доаѓа на тлото на Хрватска. И од целата таа нејзина прошетка по кралството, значи, останате труд кој го умети само тоа. Многу е интересно што во овој наш неколку годишен истражувачки проект беше потребно да ги мапирам точките во кои се движела преку старата периодика, значи Глас Југа, Вардар, сите тие списанија кои ги има старата периодика, и кај господја Бијаковска јас бев чест гости, мислам стварно уживав, ги мапиравме тие точки, на некој начин беа, нели, сето тоа научно проследено, пренесено, кои биле домаќини, кои се нејзини гости. И како резултат, сум дел од авторскиот тим и на еден таков труд по однос на вистина редок. Ова е 70 годишниот прославување на ICTM. Минатата година излезе овој голем зборник од печат. И посебно ексклузивитет е дека со кралски брод од југот на Македонија, од Солун, испловува со бродот Олга, која пренесува понатаму во Корчула. Така што тие работата на тие материјали навистина дава ексклузивни приказни. Сите тие се вистинити приказни. Вистинити приказни. Тука нема фикција. И мене тоа ме воодушевува. И интересно е што повторно се нотираат она што представува македонска специфика, особеност, која што интересно е што треба им остава в печатот, значи ова не е ниту измислување, нити некаква наша, да речеме, национал романтично толкување на работите. Селекцијата на материјалите ја правеа научници од Австралија до британци, до, мислам, европјани, американци. Бевме 9 луѓе кои учествувавме во таа истражувачка мисија за патеката на движење на Мод Карпелес. Тоа исто така една симпатична работа во која учествував. Пред да ги представиме и другите публикации, само сакам да кажам дека ќе зборуваме за копачката, за целиот тој процес, мислам дека и видео имаме. Па ќе го илустрираме, тоа е дел од апликативната работа моја како научник во рамки на одделението за нематеријално наследство. Предлагам да видиме како ја прогласивме, како беше моментот на прогласување на копачката за културно наследство на човештвото. Ако може режијата ќе ни пушти, како видео е Ивана? Да. Ивана, ќе ни го пуштите, значи како видео. Инаку во моментов гледаме фотографии кои на националниот, значи културното наследство на Македонија кое е на националниот регистар. Нашата работа се состои од не само идентификација и заштита на национално ниво, туку она што го сметаме дека ни е повредно го пренесуваме и на листите на УНЕСКО како меѓународна промоција на тоа богатство. Ова се пеливаните во Студеничани кои обединуваат, малтене ги обединуваат сите националности и вери кои поседуваат. Ова се Иванките во Ресен, една мощна, интересна, да речам, процесија на децата кои се уште активно ја практикуваат. Ова ни се битушанките, нели, невестите, мечкарите од Прилеп, русалиите. Ете ги, да. Ова е една од архивските снимки, мощна, интересна. Или нивната современа изvedба. Денес во Секирник постои како ден на непознатиот Русалија. Така. Бежанците главно ги носат, нели, тоа културно наследство наваму. И особено е важно дека пронајдовме оро на оро во македонски брод во поречието. Се случува меѓу игра и оро на гајда на рамената на едните играчи да се качат и други помлади мажи. Ова е посебно интересно добро, кое само што ни замина како фотографија, небото над Македонија. Господинот Ѓоре Ценев, 30 години посветена работа, ни ја остави да ја заштитиме. Само да ве замолам, Ивана, така. Ова е едно од најретките добра заштитено во УНЕСКО. Значи, космогонијата, знаењето за небото, знаењето за Вселената, за телата небесни, идентификацијата, именувањето, какво е, значи небесната карта, условно речено, на македонскиот народ, како македонскиот народ го гледа горното небо, една од најретките
знаења кои ние ги поседуваме благодарение на господинот Ѓоре Ценев и на Астрономското друштво кое функционира. Тие се акредитирани во УНЕСКО како една од невладините организации. И може би некогаш и ќе бидат впишани на таа листа, меѓутоа за жал почина господинот Ценев, па за сега останува. Ѓурѓовденот ми е посебно драг, бидејќи представува едно културно добро кое го практикуваат сите етницитети на територијата на Македонија. Овде видов нешто за Ѓурѓовден, да, и од публикациите можеме и така синхронизирано синхронизирано да делуваме. Морам да кажам дека повторно се споивме со Институтот за фолклор преку оваа апликативна работа после долги години. И произлегува неколку книги. Произлегува прво 5 елаборати како посебни добра. Именувани се сите на свој начин. Агиу Ѓорги кај власите, Шенџерич кај албанците, Хадрлес кај турците, Ерделези кај ромите, Свети Ѓорги кај или Ѓурѓовден кај македонците, и сите ги заштитивме како посебни добра. Меѓу другото се надополнуваат тие малтене истите верувања, не станува тука збор за некаков етницитет, туку повеќе како сточарски празник кој ги обединувал сите тие заедници во смисла на стопанска дејност. Стопанска, да, така. И Институтот за фолклор е еден од најдрагите соработници во ова наша работа, бидејќи најголем дел, повеќе од 60 на елаборати сме сработиле со нив, околу 20 на елаборати за заштита на културно наследство нематеријално сме сработиле со Институтот за старословенска култура од Прилеп, и тие се исто овластен субјект. Така, тие ни беа гости. Да, и со Институтот за македонски јазик се дијалектите и топонимискиот систем, исто така една импозантна бројка од 30 на елаборати. Но за жал за сега стоиме до моментот наречен идентификација и заштита. Се уште промоцијата ни недостасува, форматот на научни изданија, така да многу сум среќна што пред неколку години излега овие 2 книги, па и 3. Бидејќи ова представува половина век документирано истражување на практикувањето на Ѓурѓовден кај ромите. Така. Тоа е на американската истражувачка професор емерита на UCLA, Елзи Иванчич Данин, исто така еден исклучителен пријател на Македонија. Низината дата база, значи имав посебна чест да ја разгледувам, е од посебно значење за Македонија во секоја смисла. Не само како етнографија, како етнокореолошки материјал, видеата кои ви ги спомнав пред малку во Аризона Стейт Юниверзити, така да во нејзина често организиравме една изложба со Музеот на Македонија, исто така овластен субјект. Направивме еден симпозиум, произлегоа 2 зборници. Така, ова ми спомна дека се трудови или? Па главно го надградувам своето знаење во смисла уредник сум на некој од изданијата, еве последната работа на монографијата на професорот Стојков како уредник, како научник, сето тоа дел од ова моја апликативна научна работа и едноставно не знам дали Ивана ќе го најде оној кадар, она фотографија каде што ми спомна за галичката носија која што е превземена како колку интересно ова се вевчани истражувачи. Ова е моето учество на хрватската сцена. Јас да кажам дека ти си по потекло од Струга и несомнено дека овој крај ти е особен интересна работа на проучување. Така, да. Но половина Богданчанка, па и русалиите од онаа страна. Да, од онаа страна, така. И тука сме заеднички имаме потекло. И мојата баба е од Богданци, по мајка. Ја бараме фотографијата од галичката Википедијата. Википедијата, да. Тоа е последната работа која во рамките на управата ја сработивме, бидејќи Википедија на светско ниво се вклучи во прославата на 20 години од постоење на конвенцијата. Так. И можете да замислите маса на ентузијасти, тоа е армија на пишувачи на текстови, влюбеници во фолклор, влюбеници во сите овие видови нематеријални добра, кои пишуваат текстови. На некој начин беше потребна помош стручна, научна, во смисла на медијаторство. Па оттаму одржавме неколку семинари за википедијанците на Македонија.
Беа гости деца од средни училишта, од основни училишта, наставници нивни кои менторираат во рамки на тие УНЕСКО-ви училишта како мрежа на Македонија. И нашата цел е да подготвиме барем 100 соодветни, релевантни, научно издржани текстови на Википедија кои ќе се однесуваат на македонското нематеријално културно наследство. Сме стигнати за сега до бројката 78, должиме, нели, малку и медиумска поддршка во смисла на медиуми како фотографија и материјални докази да ги илустрираме тие текстови. Но сакам да кажам дека беше мощне симпатично кога од сите понудени фотографии на организаторот на оваа голема кампања минатата година, делот на галичката носија кај пафтите и низалките, им се видел дека е најинтересна за да се илустрира таа кампања, така што Википедија минатата година беше тој дел на Википедија беше илустриран со дел од галичката носија. Да, можеби Ивана, дали може да го најдеме видеото за копачката? Овие се фотографиите. Ако не, ќе си продолжиме ние со... Ова е тоа што треба, ова е видеото, да. Аха. Моментот на прогласување на копачката за нематеријално културно наследство на човештвото во Париз, 2014 веќе читате на досието. Годинава ќе слават 10 години од впишувањето. Не знам дали се слуша за гледачите, но досието се представува социјалната, културната функција, заедниците, под заедници секогаш се подразбира народот кој го негува тоа. Во случајов беа идентификувани секако македонците како носители и дел од ромите кои учествуваат како музичари во рамки на негувањето. Така што по исчитувањето на добро подготвеното досие, ќе следи и прогласувањето со тоа фамозно чеканче кое означува дека е завршен процесот. И секогаш постои еден свечен мал мини говор во кој се заблагодарува државата на сите стручни лица, нели, кои се вложиле во оценувањето. Голема возбуда. Една церемонија, секако копачката ни беше второто впишано добро, значи 40 од Штип ни е првото впишано добро. Па една малициозна забелешка беше дека ајде ни дојде редот па не впиша и нас, но еве покажавме дека сепак оделението за нематеријално културно наследство има капацитет и научно основана работа, значи со која докажа дека цели 5 добра може да бидат впишани на листите на УНЕСКО и многу добро ни тргна се до 2017 година кога за жал беше прекината меѓународната активност на ова оделение. Од некои чудни причини, сметајќи дека е етноцентристичка или дека можеби има некаква доза на национализам во целата програма. Напротив, оваа широка платформа во која учествуваат 183 држави, сепак не представува никаква националистичка програма, прифатена е на највисоко научно ниво во светски размери. Дилемата околу тоа дали таа програма вреди или не вреди е завршена во 90-тите години. Ако Барбара Киршенблат сметала дека е некаков метакултурен проект или политичка конструкција, културното наследство, голем број на научници понатаму веќе докажа дека работата со културното наследство е само дел од социјалната и општествена одговорност на научниците да вратат кон заедниците кон кои припаѓаат, да го вратат своето знаење. Да поработат и на конфликтни ситуации, можеби, да поработат на авторските права кои произлегуваат. Знаете, светска тема е веќе и мотивите кои се користат во модната индустрија, потекнуваат, да кажеме, од народните носи. Така што народите веќе почнуваат малку поразбудено, поодговорно кон својата традиција да се однесуваат, при тоа секако следејќи ги сите современи текови, сите современи начини на комуникација и презентација. Ете, во светот сега денес е исто многу популарно движењето за cultural survival, културно обстојување. Така. И е дел од таа декада за домородни народи,
за жал најпогодени се велам народите од Јужна Америка, условно речено индијанските или домородните народи на Соединетите Американски држави и Канада, но Балканот исто така поседува некои малцинства или скриени малцинства во соседните држави кои не се јавно се уште признаени, за кои македонците се уште и во 21 век ја водиме истата битка, барем за културно препознавање, нели? Да, нешто слично беше кога разговаравме со колегата Александар за дијалектите и баш тогаш беше спомнато дека буквално од борбата на тие народи во Јужна Америка фактички и ние ги црпиме аргументите за нашето делување овде. Па оттаму почна како светски процес. Не дека некогаш сме престанале кај нас да се бориме за тие права. Знаете дека и Крстен Мисирков во парламент зборувал на такви теми, но како светско движење, со современи механизми, со модерен начин на научно толкување на нештата, при тоа секако не да се оди во некаква национал романтистичка насока. Тоа се препознава веднаш кога секако отсуствува моралниот момент, кога се проучува. Сепак, како да кажем, стана светско движење кое го прифатија многу држави и денес функционира на едно особено важно ниво. Југоисточна Азија доминира во целиот овој процес. Најактивни се по однос на дигитализација на културното наследство, најактивни се по однос на формите на пронаоѓање, начини да се соработува со оние држави со кои имате спорови. Так. Токму решавајќи ги преку културното наследство. Имено како тим бевме дел од предлогот кон грчките колеги, Министерството за култура. Еве ги тие кули многу се интересни на вторден Великден што се случуваат во Македонски Брод. Дадовме предлог за лазарките од северна, условно речено, Грција или Егејска Македонија, со нашите лазарки да бидат заеднички заштитени. Со тоа покажува државите сериозност, зрелост, подготвено за диалог, решавање на одредени конфликтни ситуации, а при тоа заедниците, локалното население кое, да речам, си живее и се уште си комуницира меѓу себе, никогаш и границите не представуваат некаква вистинска пречка, да бидат во релаксирани односи. Не беше прифатена таа идеја и за сега и ребетико танцот од условно речено Северна Грција, лазарките исто така се заштитени, но само како грчко наследство, без при тоа да биде спомнато кое население го негува тоа наследство во Грција. Така да уште ни останува работа, се уште има многу простор за работа на оваа тема. Нематеријалното наследство сега е дел и од образовниот процес. Веќе се отворени повеќе катедри во светот кои на изградени оперативни директиви, механизми и методологии, како што спомнав, современи, ќе го третираат културното наследство. Веројатно е потребна транзиција на сите овие наши научни дисциплини, мислам дека помина времето на чистата етнографија. Да. Прилагодување, осовременување. Така, или историски... Па и дури поголема блискост со практичното работење. Секако, науките и денес ни се викаат апликативна етномузикологија или интердисциплинарно почна да соработуваат музиката и археологијата како музичка археологија. Точно. Веќе професорот Даутовски работи на тоа поле. Така што неопходна е таква една транзиција на нашите хуманистички науки. Се повеќе се групираат во, да речам, нови сфери на дигиталната хуманистика. Така што малку и во тоа, по околу 10 години се интересирам и за работата на европските конзорциуми за дигитализација во уметностите и хуманистичките науки. Во конзорциумот Дарија Херик сум јас активна преку Хрватскиот национален комитет. Така што можни интересни нови простори се отвараат за работата и навистина некогаш жалам што слушам дека само 3 студенти се запишале например на етнологија или едва четворица завршиле етномузикологија.
Така што тажно е, требаат армија на луѓе за да се постигне се. Армија луѓе е потребна една поголема мобилност, поголема динамика во тие програми што ги имаме и да се свати конечно дека науката не може да биде статична и затворена, таа треба да биде постојано отворена и активна и неопходна за целото општество. Но никако не и маргинализирана. Знаете вие подобро и колкав е буџетот за наука, така што... Да, најмал е кај нас. За разлика, знаете, често пати ние тоа го слушаме во нашите кругови дека Словенија многу напреднала. Меѓутоа Словенија напреднала, прво биле луѓето дисциплинирани, биле совесни, односно морални во сета таа нивна дејност и одвоиле соодветна сума на средства кои што ќе придонесе за развој на науката. Ете, јас уште еднаш ќе повторам, јас постојано зборувам дека треба да постои посебно Министерство за наука и технолошки развој. Сега се појавуваат некои нови министерства, не знам тие колку ќе одговорат и дај Боже да одговорат, меѓутоа нам ни треба едно посебно Министерство за наука и технолошки развој, бидејќи нашиот напредок ќе оди само на тој начин и да се подсетиме. Ние имавме посебно Министерство за наука. Постоеше секако, се сеќавам добро, сепак 25 години сум во оваа дејност. За несреќа 2000-та година една не можеме да се пожалиме за да. природните науки и техничките. Навистина тие добро транзитира во современото општество и на светска сцена. Веќе сме сведоци и за нивното добро котирање на различните листи на ранг листите. Но некако за жал нашата етнографија, фолклористика, етнологија, етномузикологија просто како да застана. Просто како да ги снема токму во клучните процеси кои се случува на нашата држава последниве 7 години, не ја препрочита едноставно, откако се осамостоивме, не ја препрочита собствената литература, не се предефинира, за разлика еве со Хрватска можам да споредам, еве таму сум подолго време. Да. Се што поседува како архивска граѓа, се што поседува како научни толкувања од периодот на Југославија и пред и таа првата Југославија, се препрочита, на се му дадоа нов тон и кажа дека од денес на хрватската наука од овде почнува и вака ќе работи и вака ќе ги толкува нештата. Хрватската наука одговори на најклучните проблематични прашања за нивната граѓа, како би се превела домовинскиот рад, татковинската војна. Да, татковинската војна. Хрватските етнолози одговорија на мигрантските бранови кои доаѓа и случувања. Хрватската етнологија одговори на сите клучни помирувања помеѓу усташите и партизаните на нивно тло, во таа некаква историско-етнографска смисла. За жал, македонската наука во тој дел, со исклучок историската наука, мора да признаеме дека сепак даде одговор на некои прашања, но на овие идентитетските прашања кои ги засегнуваат дефиницијата на етницитетот на македонците, просто изостана било каков коментар ми се чини од етнолозите, од етномузиколозите, така што јас малку во таа смисла сум и разочарана од оние први идеалистички мои пристапи кон науката. Сега со оглед дека претпоставам дека се ближиме кон крајот, сакав да те прашам што е оно што предстои во перспектива. Кога разговаравме, ти ми спомна еден необичен термин, дигитален хуманизам. Па тоа е спојката, да, малку го нафрлив и тој момент. Дигиталната хуманистика ја обединуваат и ја дефинираат последните 10 години. Повеќе представува спој на дигиталната технологија, на компјутерските науки, на инженерството, на машинството понекогаш и роботиката, со хуманистичките науки. Просто тоа е следното ниво на кое хуманистите ќе треба да ги спојат своите знаења. Програмите денес ги прават, студиските програми, мислам, денес ги прават доста често да бидат и комбинација. Значи, хуманистите да ги познаваат делот на технологијата која им е потребна за да се промовираат на соодветен начин. И обратно, компјутерџиите кои ќе влезат во делот на дигитализација на
културата, културното наследство, архивите и слично, да имаат познавање за начинот и третирање на архивскиот материјал. Значи, некогаш најбанален, поткинат, прегорен лист со 2 збора може да биде од поголемо значење од било каква друга колекција. Така што денес таа дигитална хуманистика има своји следбеници, секогаш се тие и најчесто помлади луѓе, потешко им е да транзитираат овие повозрастните колеги, но треба да се обидеме секако. Да. Мора да оставиме на идните генерации знаењето што го поседува овој народ. Така е. Знам дека ти ми спомна и дека имате како Фела или ти лично една активност во меѓународните организации. Ајде на крајот уште ова да го спомнеме за Меѓународниот совет за традиционална музика и танци. Која е твојата улога? Што треба ти да... Па повеќе бев активна во претходната деценија, можам да кажам. Бев дел и од формирањето на Националниот комитет на ICTM како генерален секретар. Сега се повлеков од таа функција. Бев дел од иницијативниот одбор, во Струга ја формиравме студиската група за Југоисточна Европа. Македонија им се виде како најподатлива културна точка во која ќе дојдат сите без да се искараат. Да. И навистина ни успеа со колешката Стојкова, ја формиравме во Струга таа студиска група, произлезени се многу зборници. Дел сум од програмските одбори на некои од тие конференции. Еве во моментов прегледуваме 66 апликации за следниот наш конгрес во Клуж во Романија. Така што тој порив на научник се уште постои кај мене, но со смален интензитет во моментов. Просто по 2018 година некој друг вид на преокупација добив и мотивација. За момент велам се разочарав од дел на научната Фела тука. И се свртев повеќе на некаков активизам во одбраната за името на Македонија. И застанав како дел од таа заедничка Македонија, но сепак како антрополог и истражувач, материјалот кој во тоа време и лично го доживеав, нели, како учесник во тоа, е веќе дел од една започната книга. Првиот труд е објавен пред 2 години на конференција во Истанбул го читав. Така што продолжувам да работам на меѓународно, на интернационализација на проблемот на македонците кои им се појави од некаде во 21. век, за кој мислевме дека завршила таа приказна во минатиот век. Да. Но добро е што постојат луѓето како тебе и твоите соработници. За нас како македонци, како општество е многу значајно што постојат луѓе кои што ги обработуваат специфичните моменти на културата и минатото на македонскиот народ и се грижат на некој начин и го постројуваат развојот на македонскиот идентитет. Ви благодарам, сепак ние сме една од помошните научни дисциплини на вас историчарите. Да. Се во прилог на големата слика за Македонија. Сигурно. Ете тоа е кога се работи. Ние сме долги години така заедно, се консултираме едни со други, ги сакаме вашите искуства и знаење. Ти благодарам за учеството. Честа беше моја, ви благодарам и јас. Драги гледачи, овдека завршува мојот разговор со магистер Ивона Опечевска-Татарчевска и до следната недела ви посакувам пријатно расположение, бидете живи и здрави и гледајте за македонските работи. Добра ноќ!